Уште еден продолжен викенд за администрацијата. Околу 40% од вработените во јавните и државните институции работни од понеделник го споија со викендот и празникот. Па секогаш администрацијата поврзува викендици. Од администрацијата ќе одмарат. Мини одмор административците имаа пред само неколку денови кога се славеше голема Богородица. Па 3-4 од петок, сабота, недела. А особено оваа година така и се погоди, што више тоа по 4-5 дена. Од почетокот на годината до сега, на име празници, некои административци споија 20 неработни денови. Дека го има која држава? Има многу, како не е многу. Нема го светото 27 дена државни празници да го има. Споениот викенд со празникот беше причина многумина да ги спакуваат куферите и да заминат на мини одмор. Најголем интерес имаше за Грција, значи имавме еден автобус за летување за дводневен аранжман во Паралија и Олимпик бич. Понатаму имаше доста индивидуални аранжмани за хотели на Халкидики и голем број на резервации во Банско во Бугарија. Луѓето се одлучуваат на пократки дестинации. Имаше доста голем интерес за Грција, со оглед и на тоа дека времето се уште многу топло. Исто така за Бугарија во Банско. Но дел од администрацијата за 8 септември нема да оди никаде, зашто за нив денес е сепак работен ден. Значи нема спојување на актуелниот празник 8 септември кој што се паѓа во вторник. Значи локалната самоуправа работи денес. Исклучок се оние луѓе кои што имаат годишен одмор и зашто веќе имаат барање нели од пред неколку месеци и кој што е утврдено со распоредот во секоја од одделенијата. Впрочем и во последните 3-4 години пракса на општината била никош да не се спојуваат празниците, освен ако за тоа не постои налог од централната власт. Тие се придружија на оние кои за денот на независноста решија да бидат хуманитарни и да даруваат крв. Имаме собрано околу 20 крвни единици. Крвта ќе биде транспортирана до Скопје, до Институтот за трансфузиона медицина. Па јас како редовен крводарител ја давам мојата течност за да спасиме некои животи, бидејќи тоа е најценетото нешто што мора да го има кај секој граѓанин. Инаку можност за нов продолжен викенд администрацијата има веќе во октомври и тоа 2 пати. Најнапред ќе се спојат сабота, недела и понеделник за денот на народното востание и петок, сабота и недела за денот на македонската револуционерна борба.